Почитувани гледачи, добро вечер, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Виспорт на програмата на Канал Вис, во кој што правиме ретро на она што се случуваше на спортски план или пак е во фокусот на вниманието, имајќи во предвид дека и во услови на пандемија со вирусот COVID-19 продолжуваат првенствата во екипните спортови, а се помалку ги има оние индивидуални спортови. Во ова издание на емисијата Виспорт внимание ќе посветиме на одбојката, конкретно на женската одбојка, имајќи во предвид дека во ова надпреварување заврши првата фаза во кој што два струмички прволигаши, Наковски волеј и Струмица жени, обезбедија пласман во втората фаза за разигрување за титулата, додека пак Македонија Макс и Викторија волеј, тие ќе бидат во втората фаза, она така наречена втора група, или за плеаут групата, односно каде што ќе нема испаѓање, но во секој случај ќе се игра за престиж. Секако во ова издание ќе дадеме простор и за останатите настапи на екипите од Југоистокот, кои што се надпреваруваат, се разбира во рамките на првата фудбалска лига, на суперракометната лига, но и она што представува актуелно поврзано со спортот. Како што и најавивме, заврши првата фаза од женскиот одбојкарски шампионат. Познати се 6 екипи кои што ќе разигруваат за титулата. Од Струмица, кој што брои 4 екипи, Струмица жени, Наковски волеј, Македонија Макс и Виктори волеј. Тимот на Наковски волеј и Струмица жени, како представници од групата 1 и групата 2, обезбедија пласман во втората фаза за разигрување за титулата. Александар Митев и Атанас Милев во ова издание на емисијата Виспорт за и околу нивните видувања и анализи за првиот дел од првенството за Наковски волеј и Струмица жени. Почитувани гледачи, ова е емисијата Виспорт на програмата на Канал Виса, како што спомнавме, во студиото на Канал Висе Александар Митев од одбојкарскиот клуб Наковски волеј. Се разбира, поводот е тоа што завршува првиот дел од женскиот одбојкарски шампионат, каде што Струмица во втората фаза за освојување на титулата ќе партиципира со два тима, тоа е Наковски волеј и Струмица жени. Митов, јас ти благодарам што се одзва на поканата и покрај овие услови. Благодарам на вашата покана. Заврши првата фаза од женскиот одбојкарски шампионат, само за подсетување на гледачите, 14 екипи во женскиот одбојкарски шампионат прва лига, поделени во две групи. Вие бевте во групата А, каде што имаше 7 екипи. Така мислам дека е некако... Така е. Значи бевме поделени во две групи. Ние бевме во групата А, заедно со екипата на Вардар, Универзитет Тетово, УГД Штип, екипата на Македонија Макс и екипата на Фитфан волеј од Скопје. И да не ја испуштиме екипата на Јанта волеј од Скопје. Така, значи тоа беа 7 екипи во вашата фаза. 6 кола се зад вас, веќе се знаат кои продолжуваат понатаму за титула, кој не. Меѓу трите екипи и Наковски волеј. Нашата екипа, како второ пласирана од нашата група, позади екипата на Вардар, се пласираме во вториот круг, со 2 порази од Вардар дома и од Универзитет Тетово во Тетово, пораз од 3-2, кој искрено не го очекувавме, поради водството наше од 2-1 и водство во четврти сет, се преокрена надпреварот и го изгубивме надпреварот. Но, во сплет на околности, поради другите резултати, ние како второ пласирана екипа се пласираме понатаму. Митов, постои ли место за задоволството сето она што го сработи Наковски волеј? Малку за илустрација, бидејќи гледачите заради пандемијата не се во можност да бидат, а Наковски волеј имаше една од најжестоките или најверните навивачи во спортската сала при Димитар Влахов. Каков е составот за однос? Спрема составот, за разлика од минатата година, каде што ни недостасуваат 4 искусни играчи, ова година сме доста подмладени, со 4, да кажеме, играчи кои играа минатата година редовно, другите се девојчиња прва и втора година средно образование, односно 15 и 16 години девојчиња. Пласманот е задоволителен. Реков, можевме да победиме во Тетово,
но сега за сега е сосем добро. За подсетување, Димитриевска не, Делчева не, Фасулева не. Фасулева не и Танкица Баџакова не, Значи за тоа разлика се од четирите минатата кои што беа и можеби на некој начин дел од главниот костор. Тие беа косторот, значи од почетокот што се вика на нашата екипа, од кога почнавме да играме да се направуваме во првата државна лига за жени. Кој замина во странство, кој во друг клуб, кој се откажа од понатамошното играње поради приватни причини. Значи подмладена екипа која доста работеше во изминатиот период и покрај ситуацијава и затоа резултатите, да кажеме, излегува на виделина. Ни недостасуваше малку искуство, но тоа е тоа. Се носат ли овие млади девојчиња сега со овој предизвик со оглед дека овие 4 позиции мора да бидат пополнети, предпоставам, тоа е нормално. Вашата сопствена школа? Да, младите девојчиња се од нашата сопствена школа. Во првиот дел овие 6 надпревари речиси сите девојчиња добија поголема или помала минутажа и сега за сега добро ја користат таа минутажа што ја добиваат. Така, 3 екипи, според тебе очекуван ли беше ваков распред во вашата група? Горе-доле беше очекуван овој распоред во нашата група, но интересно беше што во нашата група не се знаеше кој каде ќе победи. Имаше доста изненадувања каде што екипите дома играат добро, но на гостински терен губат надпревари. Така да, од прилика спрема квалитетот, 3 екипи што очекувавме, помина и понатаму. Така, 13 бода, ако не се лажам. Да, имаме 13 Според новиот модел или ова како ќе тече првенството, се пренесуваат. Истите бодови се пренесуваат понатаму и мислам дека по систем први и шести, втори и пети, трети и четврти започнува и вториот дел од првенството. До крајот на оваа година ќе одиграме уште 2 надпревари. Мислам дека се играат уште 2 кола спрема најавите, а останатите надпревари продолжуваат на пролет. Со оглед, предпоставам дека ги знаете и трите екипи од групата Б. Што може да очекуваме наковски волеј со ова конто 13 бода како стартна основа? Реални ли се шансите за пласман во плейофот, односно во таа топ четворка, кој што ќе разигрува за титулата, а веќе чека 10 кола? Да, према тоа што го има во другата група, понатаму отидоа екипата на Работнички Скопје, Јанта Воле и Кисела вода и екипата на Струмица жени. Трите екипи се, да кажам, спрема резултатите приближно из квалитет. Тоа покажуваат резултатите. По 16 бода таму имаат екипите на Јанта Воле и на Работнички и 13 бода исто како нас има екипата на Струмица жени. Така да една победа е разликата помеѓу сите тие екипи. Ќе одлучуваат нијанси. Се надеваме дека со добра припрема и со добро одигране на превари имаме шанси да се пласираме во најдобрите 4. Кои се оние според вас? Дефинитивно многумина од бојкарски работници Вардар го сметат како апсолутен фаворит ова сезона. Вардар жени. Тоа е така, значи Вардар жени. Има и најголема стартно позиција. Имаат и пол позиција спрема бројот на бодовите и имаат најискусна екипа. Исто како и минатата сезона, тие го задржаа косторот. Има 2 интернационалки кои на почетокот на сезоната не игра, но сега полека се приклучуваат во екипата и даваат добар квалитет на екипата. 3 скопски тима, 2 струмички и една тетовска екипа. Тоа се оние тимови кои што ќе разигруваат. Рековте уште 2 кола. Потоа како се плановите, што велат од федерацијата, некаде на пролет, февруари, март? Најчесто почнуваме средината на февруари, тогаш почнува прво купот, па првенството и продолжуваме со да завршиме 8-те кола, па потоа плейоф. Размислувате ли нешто во однос на засилувања можни, какви се амбициите на наковски волеј? Имавме разговори, значи, за засилувања, но да завршат овие 2 надпревари, да седнеме како што треба да разговараме, да видиме до каде сме, што ни треба и да видиме што може да се постигне за вториот дел од сезоната. 2 кола знаете кои ви се противниците сега? Мислам дека прво коло гостуваме во Скопје на екипата на Јанта Воле и Кисела вода, а за второто коло не знам. Немаме се уште најава. Значи ли тоа дека она градско соочување меѓу Струмица жени и наковски волеј ќе биде идната година? Не сум сигурен за второ коло со кој ќе играме. Прво коло не играме против градскиот ривал. Така. Она што ме интересира, 4 екипи се од Струмица. Може ли, ако анализи за Македонија Макс, иако се релативно млад состав и Виктори Волеј, тие да се вклучеа во борбата со тие? Македонија Макс имат 3-4 девојки, мислам, надвор што се од Струмица,
но доста надпревари игра некомплетни, поради болест. И така да мислам дека ако беа комплетни, ќе се замеша во борбата, бидејќи нашата група беше поизедначена, а во другата група екипата на Виктор и Воле и Струмица сами одлучуваа за пласманот. Струмица беше подобра и се пласираше. Ви фали ли публиката? Реков, Наковски Воле имаше една од најверната публика. Колку таа досега, а и предпоставам во иднина со оглед нова пандемија, ви значи, бидејќи на вистина таа атмосфера... Публиката фали многу. Спорт без публика не е публика. Еве и на телевизор гледаме и фудбал, и кошарка, и други спортови. Спорт без публика не е публика. Верни навивачи кои што постојано беа на трибините фалат многу, како за девојчињата, така и за самите себе, да ги прво најблиските пријатели и роднини да ги гледат своите најмили. Така да се надеваме дека барем во вториот дел од сезоната ќе почнеме со публика и ќе имаме кого да изредуваме. Не се стартува со надпревари они младински категории? Младински категории имаше најава, но по препораки и од Федерација и од Министерство се прекина млади категории, воопшто не се надпреваруваме досега. На пролет ќе видим. Но работите ли со нив? Младите категории работат, значи со градските ривали, со екипата на Виктор и Волеј, често играме пријателски надпревари со генерациите 2006 и 2008, така да сме во некој надпреварувачки дух. Ни оде ли во подем женската одбојка? Женската одбојка оди во подем. Сега застанавме малку поради ситуацијата, не само во државата и во светот, но квантитетот е голем во женската одбојка, можеби најголем од сите женски спортови во државата. Да, но сепак дали тоа раѓа зошто го поставам ова прашање, бидејќи ако машката одбојкарска репрезентација нели направи еден успех, некако сме таинствени кога станува збор за женската одбојкарска репрезентација. Проблем, значи тргнувајќи имаме потенцијал, сепак има потенцијал, тоа е секако, но проблем е девојчињата кога треба да заменат на факултет. Значи добар дел од девојчињата го напуштаат градот, зборувам за тие што не се од Скопје, и најчесто 90% од нив завршуваат со спортувањето. Тоа е најчест проблем што не можеме да формираме една репрезентација која ќе има континуитет од поискусни одбојкарки, за да може да се надпреваруваме на некое повисоко ниво. Митов, долго време Струмица чека на женска одбојкарска титула. 94-5. Да, долго време чекаме. Можно ли да се прекине таа доминација? Иако велиме Струмица е одбојкарски центар, но... Реков, значи, тешко е, бидејќи добар дел од девојчињата заминуваат од во Скопје или во некои други градови и таму продолжуваат да играат. Значи, Скопје се храни од девојчиња од внатрешноста на државата. Така да се надевам дека ако успееме да задржиме една генерација малку подолг период, не би требало да биде проблем и Струмица да добие одбојкарски шампион повторно. Да го привршуваме разговорот, бидејќи треба да го вклучиме и Атанас Милев, вашиот колега од Струмица жени. Кој ќе биде подобар? Наковски или Струмица жени? Се надеваме дека ќе бидеме ние. Кој ќе биде, тоа е момент на инспирација. Во градско дерби, без разлика каква е позицијата на табелата, момент на инспирација и мотивација, тој победува. Се надевам дека тоа ќе бидеме ние. Да, со оглед дека имате избројни бодови. Јас ти благодарам што беше дел од емисијата Ви спорта, сега ќе го вклучиме и Атанас Милев што размислува од аспект на одбојкарскиот клуб Струмица жени, со оглед дека и тие обезбедија пласман во втората фаза за разигрување на титулата. Тебе, Митов, ти благодарам што беше дел од емисијата Ви спорт и многу успех во понатамошниот тек со Наковски Волеј. Благодарам многу. Добро, господине Милев, заврши првата полуетапа или првиот дел од годинашнава првенствена сезона. Струмица жени осигура пласман во втората фаза за разигрување за титула. Може ли накусо една оценка, има ли место за задоволство од овој прв дел каде што беа одиграни 6 кола? Најпрвен добар ден и поздрав до сите гледачи на телевизија ВИС. Тоа, како што рече, нашата прва примарна цел беше да влеземе во 6 најдобри екипи. Ние ја остваривме, значи, првата цел. Јас сум задоволен од постигнатото. Моите девојки подадоа максимумот, мада имавме голем хендикеп со неиграњето на два клучни играчи од првата постава, тоа се Пандава и Карагиска,
Меѓутоа, девојките смогнаа сили, го пополнија нивното место и го дадоа максимум, покажаа карактер и ги добивме овие надпревари што не беа клучни, за да можеме да влеземе по 6 најдобри. Очекуваше ли ваков расплет? Работнички Скопје, Јанта, Волеј, Кисела, Вода и Струмица жени од вашата група? Па види, реално да кажеме, јас мислам дека табелата може би со некој исклучок, ќе се спомнам, ние тука можешме да направиме некоја збрка, така да речем, така да можешме да влеземе. Да, очекувано овие три екипи се најквалитетни и затоа и се најдоа така на табелата. Ние знаете дека дома изгубивме 3-2 со Јанта Воле, а Јанта Воле ги доби работнички. Така да мислам дека ние можеме да играме со секоја екипа и можеме да се носиме со сите. Рековте, хендикеп беше Пандева и Каралиска. Каква е состојбата во пресрет на вториот дел од сезоната? Мислам дека имате уште 2 кола до крајот на годинава. Да. Па полека тие заздравуваат од повредите. Мислам дека од оваа недела ќе се вратат веќе во тренажен процес. Па полека треба да ја креват формата. Мислам дека ќе стегнат заби и сили да може значи да помогнат на екипата, да можеме сега, пошто сега не се битните утакмици. Првата, како што реков, примерна цел беше да влеземе во 6 најдобри, сега целта ни е да влеземе во финалната четворка и мислам дека ќе го постигнеме тоа. Ги знаете и останатите 3 екипи од групата 1, каде што се и Наковски Волеј, таму е и тимот на Вардар, кој што се смета за фаворит, но и Универзитет Тетово. Што може да очекуваме со оглед дека веќе игравте со двата тима од вашата група, но со овие за прв пат ќе се соочите? Јас реков, нашата екипа може да игра со сите екипи, значи ние нема да се исплашиме од никого, секогаш на терен ќе излеземе да победиме. Така да мислам дека можеме секој да изненадиме и секој можеме да победиме. Така. Доволни ли се овие 13 бода, со оглед дека ги пренесувате во втората фаза за она амбиција ваша пласма во топ четворката? Па секој бод што ќе се освои, значи е добре дојден за понатаму. Ние дадовме максимум спрема тоа што го имавме. Значи реков, хендикеп, голем ни беа повредите на Пандева и на Каралиска, така да ние игравме буквално цел прв дел игравме без нив. Тие не ни заиграа, значи, на останатите утакмици. Така да мислам дека од моменталниот ростер на играчи и составот што го имавме, мислам дека е тоа максимумот што можеме да го извадиме за овој прв дел. Сега, значи, со нивното враќање, јас очекувам нашата игра да се дигне уште повеќе и да можеме да постигнеме уште поголеми резултати, да изненадиме некои од екипите кои ќе се фаворити за титулата ова година. Дали се размислува нешто во таборот на Струмица жени за евентуални засилувања или пак ќе продолжите со сопствениот потенцијал? За сега уште немаме ништо, меѓутоа ништо не исклучува можноста да има некој засилување, меѓутоа за сега немаме некој размислување да се засилиме. Ќе видиме после за преостанатиот за вториот дел од сезоната кој ќе заврши сега овој прв дел. Ќе видиме со управата како ќе биде. Не е исклучува можноста од некој засилување, меѓутоа за сега продолжуваме со ростерот кој што го имаме. Заради пандемијата играте во празни сали. Предпоставувам дека тоа е хендикеп. Па да, знаете, спортот секој пат треба да се игра со публика. Значи спортот е секогаш и за публиката. Публиката е, да кажам, во одбојката исто седми играч кој што на домашен терен исто може многу да влие, значи да те понесе, да ти даде дополнителна енергија за да може да се извојува поголем резултат. Меѓутоа, како за нас, така и за другите екипи, што е тоа е, ќе играме како ни налага ситуацијата, значи по протоколите кои што се во моменталната ситуација. Така. Мислам, познато е дека не настапуваат младинските категории, што е секогаш еден мотор плюс за било кој клуб. Дали работите со младинските екипи? Знам дека тие не настапуваат по оној турнирски систем, но Струмица жени работили со младинската, кадетската, пионерската екипа, бидејќи... Да, нашите школи, значи, работат со полна парија, значи немаме застанато. Учењата не се надпреваруваат, меѓутоа тие не се застанати од тренажниот процес. Значи се тренира и ќе го чека моментот кога ќе се одлучи, значи за
да почне нивото надпреварување да бидат спремни. Колку ова пандемија ги абстинираше девојките од одбојката или пак предизвика контраефект, односно да повеќе спортуваат? Каква е ситуацијата во Струмица жени? Фала Богу, ние немавме некој поголем проблем со пандемијата, така да ние го одржувавме, значи, тренажниот процес нормално, така да се надевам дека и во иднина нема да имаме некои проблеми, за да можеме, значи, да тренираме со полна парија и да го даваме секој пат максимум, значи да бидеме во оптимална форма, за да можеме да играме на високо ниво. Милев, познати се оние 6 екипи кои што ќе разигруваат за титулата. Според вас, кои се најсериозни фаворити? Па секој пат тука екипата на Вардар, екипата на Работнички и Јанта Волеј, ама реков, ние сме тука секој пат и мислам дека можеме да замрсиме некои сметки и да изненадиме некој од овие фаворити. Така да, како што реков, секогаш ние на терен излегуваме на победа. Па ќе видиме после останатиот дел од првенството што ќе се случи. Во втората фаза ќе има и градско соочување со Наковски Волеј со кој што имате изброј на бодови. Што може да очекуваат љубителите на одбојката иако нема да бидат присутни во сала? Знаете, градското дерби секој пат се игра со посебни емоции, значи тука нема, да кажеме, некој фаворит кој што е, секој пат, значи, поголемата мотивација и поголемата спремност на екипата ќе го даде победникот. Затоа што градско дерби секој пат се игра со поголеми емоции. Така да мислам дека која екипа ќе биде во моментот поспремна, таа ќе биде извојува победа. Мислите на Струмица жени? Па секогаш, како што реков, секогаш ние одиме на победа. И за крај, господине Милев, може ли конечно Струмица како одбојкарски центар да ја прекине доминацијата на Скопје во женската одбојка? Па да, јас мислам дека може, затоа што почна некои работи веќе да се менуваат, се работи, значи, доста добро, имаме доста клубови тука од Струмица. Мислам дека би требало да имаме поголема соработка меѓу клубовите, за да можеме, значи, ако гледаме реално, ние има дури 4 клуба, така да некогаш мислам дека треба да има и соработка, да си помагаме еден со друг. Така да мислам дека одиме нагоре, значи, и со од година-две можеме да размислуваме и за шампионска титула овде во Кралство. Кога сме кај одбојката, само подсетување дека викендов требаше да се одигра големото одбојкарско дерби од првата машка одбојкарска лига на Македонија меѓу тимовите на ЧИО Струмица и Универзитет Тетово, но заради позитивни со вирусот COVID-19 кај тимот на Универзитет Тетово, овој меч е одложен и дополнително ќе биде одигран, инаку овој надпревар требаше да даде јасна слика кој ќе превзеде или кој ќе носи лидерската позиција во машкиот одбојкарски шампионат на Македонија. Со оглед дека и двата тима немаат претрпено пораз, единствено ЧИО Струмица има изгубен сет во однос на Универзитет Тетово, кој што е без изгубен сет. Дополнително ќе биде одигран, за и околу терминот ќе бидете и вие дополнително информирани. Од одбојката се селиме на фудбалот. Изминатава седмица најпрво струмичките фудбалски прволигаши одигра мечеви од четвртфиналето од фудбалскиот куп на Македонија. Тимот на Академија Пандев се пласираше во полуфиналето, совладувајќи го тимот на Шкупи со резултатот 3:2, додека пак 4:1 беше поразот на Беласица, кој што се збогуваше од ова надпреварување, а се пласираше тимот на Македонија Ѓорче Петров. Силекс и Струга се 4 екипи кои што ќе разигруваат за куп титулата. Последниот пак викенд се одигра мечевите од последното првенствено коло од првата фудбалска лига на Македонија. Тимот на Академија Пандев поразен од Вардар со 2:0 и тоа во гости, додека на свој терен составот на Шефки Арифовски, екипата на Беласица, ремизираше со Работнички 2:2. Се разбира, продолжуваат мечевите од првата фудбалска лига на Македонија. Веќе следното коло, кое што е на програмата утре, Академија Пандев на свој терен го пречекува тимот на Ренова, додека пак Беласица има тешко гостување кај Шкупи во Скопје. Од фудбалот се селиме на ракометот, сепак
она што како последни информации ги имаме од Суперлигашкото ракометно надпреварување, каде што Југоистокот партиципира со 3 тима. Струмички Астарион, Радовиш и Младосот Богданци најверојатно според во моментов бодовната состојба ќе разигруваат за задржување на Суперлигашкиот статус, оглед дека ги загубија шансите за пласман во плейофот или пак во завршницата од шампионатот во Суперлигашкото ракометно надпреварување за освојување на титулата. Ова го зборам имајќи во предвид дека и Радовиш претрпе значајни порази, а Старион и Младосот Богданци пак се на самите последни позиции во своите групи, така што по завршувањето на првиот дел тие ќе разигруваат за опстанок во Суперлигашкото ракометно надпреварување. Тука некаде е крајот на ова издание на емисијата Виспорт. Секоја добра.